Na Blaža Koneske. Sine tih na misla sina. I vo idniот život ke te nosam tebe во погледот, снежен, љуботенски вису. Неслучајно мојата последна книга ќе се завијам во песни, која е посветена на мојот татко, започнува токму со овие стихови од песната Шарпланина на Блажа Конески. Само оној кој се искачил и ја видел глетката од врвот љуботен, може да знае за каков восхит и за каква убавина станува збор. Тука, љуботенскиот врв
и планината ја доживувам како метафора за величина, како идеал кој треба да се достигне, како копнеш и стремеш кон совршенство, но и како утеха, прибежиште и засолниште, како потпора и стожер во најтешките мигови во животот. Во мојот приватен живот таа планина и тој врв е мојот татко, а во мојот поетски живот тој врв е мојот поетски татко Блаже Конески. Во песната Планина самиот ке напише: Планино рам на Рудино, ништо не лекува, само не слекува до основната болка. Како планината, така и поезијата не слекува до основната болка. И тука, во таа болка се препознаваме и пронаоѓаме. Осаменоста и меланхоличната тага, загубата и тоа тивкон од длабоко риење во душата, недостигот и повторното оживување во сеќавањата и спомените. И го чувам грижно тој спомен, дека нема враќање узводно, ке напише во песната Разговор со детенце, додека пак во песната Игра со дете, која посветува на својата ќерка, ја трансформира детската игра и песна Чук-чук Стојанче во стиховите. Чук-чук, кој чука? Тагата, влези внатре, соблекувајќи се при тоа до основната болка. Така и јас ја поканив тагата внатре кога ми чукна напорти. Но не е само болката она што ме поврзува со Блаж, туку пред се љубовта кон поезијата, кон македонскиот јазик, кон Македонија, кон планините, природата, животните. Неговата поезија ме разоружува, но и ме вооружува. Ме поучува и родителски ме советува како да се биде искрен и одмерен со себе си и со поезијата, како да се мери зборот, како да се пишува проста и строга македонска песна. Понекогаш го доживувам не само како поет, ами и како пророк, кој однапред знаел што ќе се случи на Македонија и во своите песни оставил пораки и поуки, за да ни помогне да се носиме со сите удари што секојдневно ги трпи македонскиот народ и јазик. Такви пораки може да препознаеме во многу песни, но јас ќе ја издвојам претходница. Не барам збор за ова што ни се случува. Речи го предавство, лудост, гордост, нискост. Секој ќе плати за својот бес. Пустошот што те чека, јас го доживеав. Не бој се, не е страшно. На крајот сеќаваш дури жал и блискост. Семето е посејано и сега треба некој да го жнее, да го продолжи родот и појот. Кога имаш корен, ќе дојде ден кога ќе расцути цветот. Кога имаш глас, ќе те слушне светот. Поезијата има таа моќ да создаде мост помеѓу две души. Секој од нас кој ќе оствари конекција со неговата поезија, со неговиот лик и дело, има обврска таа љубов да ја пренесе на идните генерации. И самиот Конески тоа го посакал во песната Обврска. Сватија со сериозност оваа обврска. Уште посилна дека заемно и без да знаеш, досега ние сме се задолжиле да го чуваме споменот еден за друг. Ке минат сите површни оддалечувања, ке дојде час на враќање кон загубеното. Да се сагрее душата барем малце на него, како што из земнатиот ги грее рацете на жива жар под расплатената пепел. Да останеме достојни на аманетот што ни го остави Блаж. Ваша должност нека остане да не се наруши споменот каков сум бил. Ништо друго. И да се стремиме кон идеалот на проста и строга македонска песна, како кон највисок врв. Еве, на врвот се искачив сам, тука не ме следи око ничие. И што? Јас во себе пак го шепотам жалосниот сон на своето величие. Благодарам. Години пред да се преселам у Охрид, сонував еден сон. Седам на една од каменитите плажи во Охрид, на кај потегот Горица. Езерото е пред мене, од моите дланки растат разеленити гранки. Веќе живеам во Охрид,
Во некој од збирките на Блаже Конески ја наоѓам неговата љубов. Ме потресе со нејзините. Тие ми шибна суво копје в срце. Многу раце стиска поздраво да го зацврстат. После рекоа, чекај да разелене. Некаков контраст на мојот сон, но и до ден денес кога ја читам, имам некоја наивна читателска верба дека и сувото копје може да разелене, особено ако љубов го поттикнува. Завршив на факултетот кој го носи неговото име. Почита кон неговото дело се разбираше некако сама по себе. Би било дрско да е поинаку. На веб страната на факултетот можеме да прочитаме еден од основоположниците на македонистиката и македонската филологија, учесник во кодификацијата на современиот македонски литературен јазик, истакнат професор, лингвист, литературен историчар, поет, прозаист, есеист, публицист, преведувач. Учествувал во втемелување на низа стожерни образовни и културно-уметнички институции, меѓу кои Универзитетот Свети Кирил и Методи, Македонската академија на науките и уметностите, Друштвото на писатели на Македонија, Македонскиот пен центар, Струшките вечери на поезијата. Конески е научник и писател со бележита меѓународна репутација, член на неколку академии на науките и уметностите, почесен професор на низа еминентни универзитети, лауреат на значаен број македонски меѓународни награди и признанија, меѓу кои Браќа Миладиновци, Хердерова награда, Njegошова награда, Златниот венец на СВП, Ацо Шопов, Скендер Куленовиќ, награда Авној, 11 октомври, 13 ноември, Рациново признание. Во обемната научна и есеистичка библиографија на Блаже Конески се вбројуваат низа неодминливи книги, студии и публикации, некои ги паметам уште како студент, меѓу кои македонскиот правописен речник, граматика на македонскиот литературен јазик, речник на македонскиот јазик, јазикот на македонската народна поезија, тиквешки зборник, македонски места и теми, Небесна река. Блаже Конески е еден од доајените на македонската современа поезија. Неговите добро познати би сакала да ги спомнам: Мостот, Земјата и љубовта, Везилка, Стерна, Записи, стари и нови песни. Секоја од нив оставила некаков печат во поетскиот израз на огромен број поети кои творат на македонски јазик. На еден од часовите по теорија на литература, некаде 2 или 3 година, се зборуваше за песната Болен дојчин. Последните стихови велат: непозната жено, единствена на светот, сестро и мајко моја, ти што си страдала многу, ти што си сетила макадов бигорување, дојди, сестро златна, збери ги моите му влосани коски, не грози се, состави ме, пови ме со 300 лакти платно, речи ми тиха реч, исправи ме, научи ме пак да одам мајко, дај ми врака меч, да убијам црна рапина, да умрам. Семиотичко генијална досетка дека зборот ја има моќта да состави, да го состави хаосот во космос, да ја состави песната, да го состави Болен дојчин, светот, животот, па и смртта. Таков е Конески, суптилен и моќен, од едноставно допира комплексно. Маки на поетскиот збор, оној најлирскиот, најинтимниот, оној кој раслојува, која соголува душата, за да допре онаму каде е најтемно, каде е помалку страшно да се оди, но тоа одење таму и те како вреди. Го пишувам ова на својот македонски мајчин јазик, пишувам за човекот без кој тој јазик ќе беше невозможен и размислувам колку е само директен и непосреден односот со мајчиниот јазик, како со воздухот што го дишеме или водата што ја пиеме. И тој јазик оставил печат во душата и се потоа е одек на тој печат надвор од нас. Во едно од своите интервјуа Конески вели: паметам еден момент, веројатно имав околу 15 години, претпоставам дека може би бил и тука, доживеав една возбуда од зајди сонцето и напишав за тоа песна и може би таа возбуда, доста карактеристична, проследена со едно пријатно чувство, беше и знак за тоа дека се буди во мене наклоноста за пишување поезија. Така почнало, но се уште не завршило. Трае. Ви благодарам.
Има некои личности од минатото или од сегашниот миг за кои чувствуваш дека не може туку така да зборуваш со нив или за нив. Парафразирајќи го учителот, знам дека текстови од ваков вид не се јавуваат по желбата на авторот, ами имаат своји моменти на раѓање. Песни за земјата и љубовта е збирка значајна не само затоа што тоа е прва поетска публикација на Блаже Конески, туку и поради тоа што стихозбирката ја отвара тешкото, легендарните стихови кои одамна длабоко се вткаени во современиот македонски културен контекст. Генерално, збирката говори за љубовта кон татковата земја, фраза позајмена од пролетна песна, исто така објавена во оваа збирка. Задачата на поезијата и на уметноста воопшто е на реалноста да реагира од посебен агол и да ја објаснува. Имено, зборувајќи на друга тема, Конески рече дека во самиот колектив не само што се подготвува онаа нова плима што ќе бара неотстапно соодветна експресија, ами се подготвува како поделчиња и оној јазичен материјал што ќе ја даде неповторлива сила на таа експресија. Сакам да кажам, вели Конески, песни од известни жанрови не се јавуваат по желбата на поетот, ами имаат своји моменти на раѓање што се определуваат од ред фактори во пошироката општествено-економска смисла. Таков е случајот и со така наречената патриотска поезија, како впрочем и со други видови изразито општествено ангажирана поезија. Конески во цитираниот текст се повикува на ставот на Осип Мандельштам дека песната не се пишува, туку таа се открива. Следејќи ги потребите на колективот, на Конески во 1948 му е јасно дека моментот на раѓањето на песната Песните, момент кој како своја финална фаза го има објавувањето на стиховите, натежнува кон така наречената патриотска поезија, дека редица фактори во пошироката општествено-историска смисла бараат и го наметнуваат откривањето на стиховите кои ќе зборуваат за татковата земја, за тешкото, за колоната пред која оди сонцето, за Охрид или за Дојре. На тој начин, откривањето на песната не е само креативен, поетски или авторски чин, туку станува составен дел на креативната моќ на колективот. Креативноста на поединецот, ставена во функција на потребите на колективот, придонесува во создавањето културен контекст кој во моментот му е потребен на тој колектив. Очигледно, Конески смета дека 3 години по крајот на војната на колективот се уште му треба патриотската поезија, со една мала разлика. Не поезија која ќе биде продуцирана врз база на идеолошките пароли и фрази, која ќе биде политички памфлет, туку податок издигнат до поетско рамниште. Тоа не значи дека во таа поезија нема место за лирика. Напротив. Во едно интервју пред повеќе од 40 години, професорот тоа го објасни. Јас се слагам со оние луѓе кои сметаат дека уметноста има задача на посебен начин да ја моделира реалноста. Кога тоа го велам, мислам дека таа треба да најде начин за низиното објаснување и толкување, како што од друга страна науката има своји методи за запознавање на реалноста. Според Конески, таа друга сила на поезијата е актуализацијата, преку која исказот се освежува, се избегнува рутината во комуникацијата. Академикот го проширува терминот на прашката школа, поврзувајќи го со поезијата која носи освежување не само на речевото рамниште. Ако поезијата отстапува пред науката во својата познавателна моќ, таа има своја област во која науката не може да стапи суверено, бидејќи во неа владее силата на актуализацијата. Се дури е човек жив на земјава, тој ќе има потреба да се напојува од таа сила, зашто таа му носи возбуда, изненада, задоволство и му го разубавува животот. Може би е тоа поскромна манифестација на духот отколку научното познание, но таа манифестација е исто толку трајна и неизбежна. Очигледно е дека Конески ги признава онтолошките и когнитивните предности на науката, прецизните методологии кои на научникот му помагаат да го спознае светот и да го конструира сопствениот светоглед. Меѓутоа, не помалку важна за него е моќта на поезијата да влијае на чувствата, да ни го потенцира, актуализира убавото. Впрочем, тоа се гледа и од примерите што ги дава. Навидум рутинска работа, како што е метнувањето на чаршафот пред новиот гостин во кафеаната, со помош на актуализацијата, односно поезијата, се трансформира во естетски ритуал кој емотивно влијае на реципиентот. Блаже Конески дистинкцијата наука-поезија ја решава едноставно. Тој е и научник и поет. Поточно, тој е голем поет и голем научник.
Човек кој во науката и во поезијата, пишувајќи толку често за минатото и за она што било во историјата и во неговиот собствен живот, всушност и се обраќаше на иднината кон сето она што може да значи нова етапа и нов хоризонт на човековиот напредок, како што ќе забележи Милан Ѓурчинов. Гледано од овој агол, некако пригодна фраза звучи терминот гений, кој многу често се наоѓа во текстовите посветени на Блаже Конески. Благодарам.